ВМРО-ДПМН би добила најголема поддршка од граѓаните на локалните избори, а по неа СДСМ, ДУИ и БЕСА покажуваат резултатите од анкетата на Меѓународниот републикански институт ИРИ, спроведена преку интервјуа лице во лице, врз репрезентативен примерок од 1108 граѓани во периодот од 4 до 12 март годинава. Според резултатите од анкетата, мнозинството граѓани на Македонија ќе гласаат на предстојните локални избори. На прашањето колку сте расположени да гласате на локалните избори, 61% од испитаниците рекле дека се многу расположени, 21% се расположени, а 5% нерасположени за гласање. Од испитаниците 28% би гласале за ВМРО-ДПМН на локалните избори, 16% за СДСМ, ДУИ би го поддржале 8%, БЕСА 7%, Алијансата за албанците и ДПА по 2%, додека громи Либерално-демократската партија по 1%. 44% од испитаниците сметаат дека треба да има предвремени парламентарни избори, 41% дека не треба, а 15% не знаат. Доколку се одржат предвремени парламентарни избори, 59% од испитаниците би биле многу расположени да гласаат, 18% би гласале, а 7% не се расположени да гласаат. Според анкетата на ИРИ, ВМРО-ДПМН е со огромна предност и доколку има предвремени парламентарни избори. За ВМРО-ДПМН на предвремените парламентарни избори би гласале 27% од испитаниците, 17% за СДСМ, по 7% за ДУИ и за БЕСА, а по 2% за Алијансата на албанците и за ДПА. Според ИРИ, речиси 30% од граѓаните сметаат дека ВМРО-ДПМН е партијата која работи најнапорно за да ја добие нивната поддршка, додека 40% сметаат дека ВМРО-ДПМН е најактивна партија во нивните населени места. Во однос на тоа дали председателот Ѓорѓе Иванов треба да го даде мандатот за формирање на владата на новото парламентарно мнозинство, 58% од испитаниците одговориле позитивно, 22% се против, за 12% зависи од последиците што ќе ги предизвика за земјата, за 5% зависи кој ќе биде мандатар, а 10% немале одговор. На прашањето кои се двата најсериозни проблеми со кои се соочува Македонија, 45% од испитаниците одговориле моменталната политичка состојба и политичката криза, 37% ја истакнале невработеноста, 23% лошиот стандард на живење, а 18% економската криза. За 7% проблем е националното неединство предизвикано од тиранската платформа, а за 6% интеретничките односи.